Ова е Флеш Интернешнл, ги гледате на актуелните информации од светот. Судот во Тел Авив го прогласи за виновен поранешниот израелски премиер Ехуд Олмерт поради корупција при изградба на стамбен комплекс во Ерусалим. 68-годишниот Олмерт е прогласен за виновен поради добивање подкуп. Истрагата против него почна во 2007 година и тој беше првиот израелски премиер што поднесе оставка поради обвиненија за корупција. Председателот на Русија Владимир Путин подпише указ за формирање на Министерство за работи поврзани со Крим. На чело на министерството Путин го назначи Олег Савлев. Целта на неговото формирање е да ја зголеми ефикасноста на работата на федералните органи во врска со интеграцијата на Крим во системот на Руската Федерација. Уставниот суд на Словенија го поништи законот за новиот данок на недвижности, зашто не е во согласност со уставот. Инаку словенската влада во ноември го усвоила овој закон со надеж дека ќе ги зголеми буџетските приходи за 400 милиони евра. Противниците на законот тврдат дека тој е донесен пребрзо и дека со него товарот на кризата е ставен на грбот на даночните обврзници и земјоделците. Слободан Милошевиќ лично го наречил убиството на Желко Ражнатовиќ Аркан. Утврдила истрагата на специјалното обвинителство за организиран криминал. Милошевиќ наредил да го убијат зашто представувал голема закана за уставниот поредок и националната безбедност. Наводно Милошевиќ стравувал дека хашкото обвинителство ќе се договори со Аркан и дека тој во Хаг ќе сведочи против него. Непознати лица во Славонски Брод залепиле некролози за владеачката партија во Хрватска, а истите плакати осамнаа и во Загребска Дубрава. Во пресрет на 1 април, денот на шегата, некролози се залепени во близина на градските гробишта, а како жалостени се посочуваат буџетот, рекордниот дефицит, невработеноста и празните џебови. Напишана е и причината за смрт на владеачката коалиција – борба со сопствената неспособност. Ова беа на актуелните информации од светот. Следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.